Наш предлог беше со новинарите си правевме неформален муабет, зошто да речеме не се реагира и да рече, еве, вчера во вчерашните вести новинарката Ида Протугер не ја слушнала втората страна или пласирала информации нели недоволно проверени или невистинити, значи нека реагира, мислам еве на тој начин веројатно дека дневното реагирање или навременото реагирање можеби повеќе би ги средило работите, значи тоа е точно. Меѓутоа исто така сакам да кажам дека секогаш кога некој пласира информација веројатно тоа во негов интерес, значи дали се работи за власт, дали се работи за опозиција, новинарот е тој што треба да речеме ако имаш извор на кому му веруваш, можеш да провериш информацијата и кај другата страна, а и кај уште барем еден или двајца, за да бидеш уверен целосно дека тоа што го пласираш пред граѓаните, бидејќи ти си одговорен за тоа дали пласираш вистина или невистина, ќе биде вистина. Значи не е битно некогаш тоа ние кога пласираме информации, некогаш одговара некоја информација на власт, некогаш на опозиција, зависно од ситуацијата. Тука се сложуваме и да завршев мислата веројатно ќе бев појасен. Значи, суштината е, мислам, можам да се сложам дека може да влезат луѓе кои што не завршиле професионално журналистика да бидат новинари. Меѓутоа, основата, косторот мора да биде од условно кажано некој процент на луѓе кои што се школувани за тоа. За да создадеме една почетна база. А што се однесува до тоа дека можат и други професии да вршат. Ти мене ме сметаш за добар или лош новинар? Јас за жал. Бидејќи сум психолог. Значи веруваме кога станува збор за тебе, всушност јас и не зборувам за тебе, зборувам за некои мои лични искуства. Не сакам како јас сум психолог, работам како новинар. Ти дефинирајќи ја веста дека ги слушаш двете страни, по дефиниција значи одиш према добар новинар. Многу е интересен фактот што, да речеме, два неделника кои што беа многу жестоки контра владата во времето на владењето на претходната коалиција 98-2002, Старт и Зум, денеска не излегуваат. Многу е уште повеќе интересен фактот што никој не прашува зошто овие вестници не излегуваат. Понатака може да зборуваме за новинари кои што беа многу гласни во одредени вестници станаа портпароли на министерства. Океј, доаѓаме до моментот кога јас сакам тоа да ја прашам и Ида. Значи, супер го начна Филип. Каков е твојот став во однос на тоа дека твоите колеги стануваат портпароли? Значи не е ништо страшно. Шефови на кабинети одеднаш стручни лица. Мене друго ми е, да. Земете го примерот на шефот на кабинет во МВР. Тој е мој колега. Без разлика сериозна, многу сериозна позиција. Значи како те твој став кој ќе станат портпароли туку, а и кој ќе станат па после се враќаат во новинарските редови, да? Значи тука мора да се направи разлика бидејќи менува професија секој. Филип беше конзул, сега е директор на библиотека, така. Значи секој од нас има право да смени професија. Не се сложувам, извини. Доврши па ќе ти кажам. Добро. Значи секој од нас менува професија, сега работата е дали ти злоупотребуваш професијата за да дојдеш до нека позиција. Да речеме сега јас работам како новинар. Ако се јас проценам во одредена фаза на мојот живот дека едноставно нема простор за слободно новинарство, нема простор за професионално новинарство, можеби ќе одлучам да сменам професијата. Значи можеби ќе одлучам. Сега јас искрено са пред вас кажам дека не ми е никаков предизвик да работам во нека владина институција, претпоставам би отишла во нека приватна фирма, меѓутоа сакам да кажам дека не е никаков греф да се смени професија. Горан Павловски, шефот на кабинетот во МВР, беше мој колега и тврдам, значи за него можам да тврдам и за уште една моја колешка Лидија Станчевска дека си ја работеа работата професионално додека работеа во Канал 5. Значи не ја злоупотребија позицијата за да дојдат до некои позиции. Кои биле мотивите да сменат? Не мислам